Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Вечерва имавме информативна средба. Политичките представници на која беа презентирани и дискутирани предложените идеи од медијаторот Нимиц, после што разменивме информации и мислења и за разговорите меѓу мене и премиерот Ципрас. Овој процес бара инклузивност, посветеност и политичка одговорност со цел градење национален консензус во Република Македонија. Со решавањето на билатералниот спор, кој трае 25 години, имаме цел да обезбедиме напредок и интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, како и заштита на националните интереси и достоинството на нашиот народ. За да ги оствариме овие цели, неопходна е вклученост на владата, опозицијата, председателот на државата, како и навремено и објективно информирање на граѓаните на Македонија. За тоа е потребна политичка волја и храброст од наша страна, но решение е можно доколку таква политичка волја постои и на грчката страна. Интеграцијата, заедно со реформите и економските мерки, се клучни за подобар живот на сите граѓани во Република Македонија. Им го должиме тоа на граѓаните и затоа ние, како влада на Република Македонија, ќе продолжиме да разговараме со сите политички чинители дома, како и со политичките представници на Република Грција. Благодарам. Господин Ахмети кажа дека ова е почеток на крајот на еден долгогодишен проблем. Тоа вие не го кажавте. Дали да не навлеземе во детали и да кажеме дали сте предложиле конкретен предлог и до другите политички представници, дали вие тоа може да го кажете? Про мене ми е драго што сите седиме на маса и разговараме за ова прашање. Мене ми е драго и како што соопштив, сите сме со иста цел, Македонија да ја интегрираме во НАТО и во Европската Унија. И овие стратешки цели за нашата земја се приоритетни за сите политички чинители. Имајќи ги во предвид преговорачките процеси кои што предстојат, секако и вие новинарите, но и граѓаните знаете дека мораме да внимаваме за да не ги нарушиме позициите на нашата земја во преговорачкиот процес. Но сите граѓани ќе бидат навремено информирани, како и консултирани во текот на целиот преговорачки процес. Конечна цел наша заедничка е да се најде решение за да може Македонија да биде членка на НАТО и да отпочне преговори со Европската Унија. Средбата, значи, беше и лидерот на опозицијата, значи мислам на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Дали според тоа што беа разговарано, дали може да се очекува национален консензус од наша страна? Значи, ние денеска информиравме по ова прашање. За ставовите на господинот Христијан Мицковски ВМРО ДПМН ќе ви соопшти тој. Еве јас ги соопштувам ставовите од моје име како председател на Социјалдемократскиот сојуз и премиер на владата на Република Македонија. Но дали добивте впечаток дека кристи ставови вечерва за тие предлози од господин Мицковски и Иванов и така? Немам повеќе што да додадам во функција на градење на национален консензус и во функција на изнаоѓање на решение на овој долгогодишен проблем. Премиере, дали ќе има и други вакви средби или ќе остане на ова? Претпоставувам дали на повидок е повторно среќавање на државни политики? Секако дека ќе има и се надевам дека и до крај заедно сите ќе обстоиме на ваквите средби. Ова беше средба за да ги информираме сите во очи на доаѓањето на медијаторот Метју Нимиц, да се обидеме да размениме мислења сите, да разговараме отворено за овие прашања, како секако нашата позиција како Република Македонија во процесот би била поунисона и подобра во функција на конечно решение, напоменувам, не на одложување, туку на решение на овој долгогодишен проблем. Mr. Prime Minister, the Constitution is a red line for Greece. I am from Greece. What is your opinion? I will not discuss details because I want to give opportunities for the future process of negotiations in a favor of final solution, what will protect the dignity of the both citizens from the both countries and together for the both countries. Are you optimist? I am optimist. Господине Заев, сакав да ве прашам уште нешто, значи после посетата во Давос што го имавте со премиерот Ципрас, најавивте дека ќе го промените името на аеродромот.
и автопатот. Значи сето ова ќе го направите во смисла на борбата против иредентизмот со која не обвинува Грција. Ме интересира дали беше разговарано уште нешто друго во оваа борба, се мислам на другите споменици за кои не обвинува Грција и учебниците по историја и вакви работи. Значи, до сега јавноста знае за овие работи, јас само ќе ги повторам. Во процесот, во иднина, ќе бидат формирани, веројатно, работни групи кои што ќе гледат учебниците и во грчка страна и во нашата македонска страна. Значи беше. Апсолутно разговаравме за тоа што и го соопштивме на јавноста и важни се и како двете отстапници кои што Грција ги прави према Република Македонија. И за тоа беше јавно соопштено од премиерот Ципрас и навистина овие чекори не приближуваат кон градење меѓусебна доверба во функција на изнаоѓање на решение. Уште едно кратко, премиерот господинот Ципрас последно. Господинот Ципрас рече дека лидерот на опозицијата во Грција го одбра полесниот пат и реши да не се вклучи во процесот на решавање на проблемот со името. Дали доколку вие не добиете поддршка од ВМРО ДПМН, ќе знајдете сила да продолжите во овој процес и сами? Одговорот на ова прашање ќе ги урниса позициите на Република Македонија. Затоа јас останувам оптимист дека Македонија може да гради национален консензус за прашање од ваков национален интерес. Не би си дозволил ниту да ги коментирам грчките позиции во ова прашање. Јас, заради тоа што тоа е работа на грчката страна и верувам дека ќе изнајдат решение, конечно да има решение на овој долгогодишен проблем.